Кутрото пајче. Најпосле, јајцата на кои лежеше со толку трпение се отворија и мајката патка веќе можеше да им приреди добре дојде на своите прекрасни пајчи. Другите животни од фармата го гледаа чудното пајче со малку симпатија, а неговите братчиња го исмејуваа, бидејќи беше грдо и смешно. Кутрото пајче беше многу несреќно. Никој не сакаше да игра со него, дури ни кучето, кој кога ќе го видеше во дворот го прогонуваше, заражувајќи му и покажувајќи му ги зъбите. Затоа одлучи да ја напушти фармата каде што беше родена. Зимата дојде и тоа натажено си го фати патот кон шумата. По долго скитање најде засолниште во дрварницата на една куќа и таму остана шчучурено се додека не го забележа домаќинката. Домаќинката почувствува сожалување кон кутрото пајче, кое беше уморно и смрзнато, и му даде да јаде. Одлучи да го прифати додека трае зимата. Но мачето и кучето беа љубоморни на новодојдениот гостин и одлучија да се ослободат од него. Навистина, почна да го малтретираат со подбивање и презир. Така еден ден мачето преврте една вреќа со брашно, а вината ја префрли на грдото пајче и домаќинката налутена го истера надвор. Зимата помина, а шумата празнуваше. Пајчето се чувствуваше тажно и осамено. Еден ден дојде до една бара и одлучи да влезе во неа да поплива. Но кога ги виде убавите лебеди кои доаѓаат, ја наведна главата поради својата грдост. Во водата си го виде својот лик и вчудо невидено си помисли дека и тој станал лебед. Беше пресреќен што најпосле си ги пронајде своите браќа. Другите лебеди го прифатија со радост и сите заедно се дигнаа во лет. Па така стигнаа во фармата каде што тоа беше роден. Мајката патка и незините пајчиња го препознаа и останаа вчудо невидени кога го видаа колку станало убаво.